Во западниот свет, западниот свет генерално гледано го прославува Божик на 25 декември. Ама периодот кој што му претходи на Божик во западниот свет е познат под името Адвент. Кај нас не се зборува многу за тоа за Адвентот, ама Адвент, самиот збор нема врска, не е поврзан со адвентистичка црква, ама зборот Адвент доаѓа од латинскиот збор Adventus, кој што значи доаѓање, исчекување. И се разбира, се однесува на тоа дека пред да дојде Божик, некаде на 25 декември, некаде на 7 јануари, да не наблегуваме во таа дебата сега, ама пред да дојде Божик од прилика месец дена претходно се одбираат проповеди, пораки, песни, тематика која што е поврзана со самото доаѓање на Господ Исус Христос, со неговото отлотворување. И периодот на Адвент од прилика е подсетување на настаните, на случувањата што се збиднале од прилика година до година и пол пред Христос да се отелотвори. Причината е многу едноставна, да се подсетиме како Божиот план за човекот се одмотуваше на некој начин и како се исполнува Божите цели и кои се тие настани кои што претходеа на еден од најважните настани во историјата на човештвото, а тоа е доаѓањето на Божиот син на овој свет. Зошто ви реков да отворите Евангелие според Лука? Затоа што во Новиот Завет има 4 евангелија. И од тие 4 евангелија, евангелистот Лука е оној кој што ни дава, ако може да кажеме, најдетален опис за настаните што претходеле на Исусовото отлотворување. Доктор Лука, по професија бил доктор, доста педантно во самото негово евангелие пишува дека многу внимателно ги истражил настаните, зборувал со луѓето, со очевидците, за да го напише целото евангелие. И доста педантно ни пишува кои се тие средби, кои се тие случаи кои што претходеле на отлотворувањето на Господ Исус Христос. Сега, ако ќе го отворите Евангелието според Лука, денеска нема да ги читаме сите тие настани, сите тие средби, ама ќе видите дека генерално гледано, пред да се отелотвори, пред да се роди Христос, има 3 средби, главни средби. И тие 3 средби се 2 помеѓу човек и ангел, и една средба е помеѓу 2 личности, помеѓу 2 жени. И денеска сакам да размислуваме за таа третата, за средбата помеѓу Марија на ова поднебие, познато под името Богородица, што сметам дека е доста убава титула и не треба да се плашиме од таа, иако не ја користиме доста често во протестантските цркви, и нејзината роднина Елисавета. Првата средба е средбата во која што еден свештеник по име Захарија, Павле проповедаше на таа тема пред некоја недела, служи во храмот и Захарија беше човек кој што цел живот му го посвети на Бог. Имаше сопруга по име Елисавета и нема дете. Цел живот му го посветија на Бог и нешто фалеше во нејните животи. И додека служеше во храмот, Бог му прати ангел и му рече: твојата жена ќе роди син. Сега, кога го читаме текстот, си викаш: окей, жена во поодминати години ќе роди син. Некако тешко ти е тоа сликовито да го замислиш како изгледа. Не знам кој е вашето мислење, има една серија во последните неколку години се вика The Chosen. Дали сте ја гледале? Ама во една од последните сезони на The Chosen се прикажува сликовито, на сцена, на филм се прикажува средбата помеѓу Марија и Елисавета, која што зачнува на стари години. Јас за прв пат во живот кога го видов тоа сватив што значи жена во години да зачне и да изгледа да има стомак. Оди Марија кај низината на Chosen, како го представлja, многу реално. Оди Марија, млада девојка, доста млада девојка, оди кај низината роднина Елисавета и вие буквално имате жена која што е во некаде во своите 70-80 години, која што има стомак. Неверојатно. Божјо чудо. Тоа е првата средба. Втората средба е во која што ангелот доаѓа кај Марија, кај Богородица, кај мајката на Господ Исус Христос и кажува дека ќе го роди Спасителот на светот. Значи паралелно едната живее во Назарет, Марија е во Назарет, Елисавета е во Ерусалим, бидејќи нејзиниот сопруг служел во храмот. Паралелно прво Бог праќа кај Елисавета ангел, после тоа праќа кај Марија. И ангелот на Марија кажува: ети Елисавета, твојата роднина зачна. И поттикната од тоа дека Бог прави чудо и во нејзиниот живот, и во животот на Елисавета, Марија се пакува и иде да ја види Елисавета, да ја посети, за заедно да се радуваат
на тоа што Бог го прави во нивните животи. И нема да очитаме целиот тој настан, ама пред да прочитаме песната на Марија, чисто само да, сакам да ви дам контекст. Кој е контекстот? Ангелот ти кажува на Марија дека ќе го роди Спасителот на светот и кажува дека незината роднина Елисавета дека исто така е бремена и Марија одлучува да оди да ја посети. Марија живееше во Назарет, Елисавета во Ерусалим и ако видите оддалеченост помеѓу тие две места, станува збор за околу 130 до 140 километри. Ама на Марија не беше тоа важно. Она знаеше една работа, дека Бог направил нешто во нејзиниот живот, нешто величествено. И дека Бог направил нешто величествено во животот на нејзината роднина Елисавета. И она одлучува сама жена да тргне на пат од 140 километри за да отиде и да има заедништво со нејзината роднина и да се радуваат на Господовите дела. Сама жена. 140 километри. Нема авион, одиш тав, ќе слеташ или кола, ќе запалиш, па ќе отидеш 140 километри, брзо ќе ги поминеш. Може би не патувала пешки, ама секако било некој магаре најверојатно. Опрашање. И си викам, Господе, дај ни таа ревност. Кога ќе направиш нешто во мојот живот, да не ми биде тешко да станам во недела саба или да отидам во црква за да се радувам со другите за тоа што ти си го направил во мојот живот. Некој пат за жал нас ни е тешко 5 километри да поминеме за заедништво со другите. Имаме тука жена која што 140 километри ги помина. Зошто? Бидејќи сакаше да се радува со Елисавета за тоа што Бог го прави во нејзиниот живот и во животот на Елисавета. И сега вака, Лука 1 глава, ајде ќе прочитаме од 39 стих, чисто за да го имате контекстот в предвид. Вика вака, значи Евангелие според Лука глава 1 од 39 стих. Вика, Марија стана во тие дни и поита во Рицкиот крај во градот Јудин. Па влезе во домот на Захарија и ја поздрави Елисавета. Штом го слушна Елисавета поздравот на Марија, заигра детето во утробата нејзина и Елисавета се исполни со Дух Свети. Па извика гласно и рече, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твојата утроба. Од каде е за мене ова, кај мене да дојде мајката на мојот Господ? Зашто ете, штом гласот од твојот поздрав одекна во ушите мои, од радост ми заигра детето во утробата моја. И блажена е таа која поверува, зашто ќе се исполни она што и рекол Господ. И сега го читаме текстот кој што ќе ни биде денеска во фокусот на вниманието. И рече Марија, мојата душа го велича Господа, и мојот дух се зарадува во Бога, Спасителот мој, зашто ја погледна смиреноста на слугинката своја. И ете, од сега ќе ме нарекуваат блажена сите поколенија, зашто силниот ми направи големи дела, и свето е неговото име. И милоста негова е од колено на колено за оние што се бојат од него. Тој покажа сила со раката своја, ги распрсна оние што се возгордеа со мислите во срцата своји. Ги сибна силните од престоли и ги воздигна понижените. Гладните ги исполни со добра, а богатите ги отпушти празни. Го прифати Израел, својот слуга, сеќавајќи се на милоста, како што им зборуваше на татковците наши, на Авраам и на семето негово довека. И стих 56 вели, и остана Марија со неа околу 3 месеци, па се врати дома. Ако ја слушавте оваа песна, ако ги слушавте овие зборови, предпоставам забележавте дека главниот фокус на евангелистот Лука во оваа песна не е да ни каже колку Марија бивало за поезија. Главниот фокус на евангелистот Лука не е самата Марија, туку е оној на кој што Марија му пее. А тоа е Бог. И кога ќе видите низ целиот Нов Завет, кога и да го видите името на Марија, на Богородица, на мајката на Исус, секогаш, ама секогаш, фокусот е кон Бога. Никој пат она не барала слава за себе, како што за жал некој денеска и даваат слава на неа. Туку секогаш се сеќавате кога Исус претвори вода во вино. Марија рече, што ќе ви каже он, тоа правите го. Не дојде да рече, чекај, јас ќе ви го решам проблемот. Не. Секој пат,
сите свети низ историјата на човештвото, викале, погледни кон Христос. Таму е решението. Не е решението во светиите, не е решението во нив. Они само ни се пример во одредена смисла како да го живееме животот, ама никогаш не треба да бидат главната цел или пак примателот на нашите молитви или на нашите барања. Секој пат е самиот Господ. И Марија во оваа песна всушност го велича Господ, го велича Бог за неговите дела. Во западниот свет, во западниот христијански свет, оваа песна е позната под името Магнификат, од едноставна причина што во латинскиот превод на Новиот Завет, првиот збор кој што Марија го кажува во тој превод е Магнификат, го прославува Бога. И ако сте љубители на класична музика, одете кога ќе отидете дома на интернет, пишете Јохан Себастијан Бах Магнификат и ќе видите на многу убава песна и на многу убава композиција која што е инспирирана токму од оваа песна на Марија. Ама да се вратиме на Марија и тоа што таа го вели. Вели, мојата душа го велича Господа и мојот дух се зарадува во Бога, Спасителот мој. Во суштина, овие две изјави, овие две реченици кажуваат една иста работа. Го величам Бог и се радувам во Бог. Во еврејската литература има еден стил кој што се вика паралелизам, кој што всушност е кажување на една иста работа на два различни начини. И ако отворите изреки или псалми, ќе го видите тоа. Ќе речеш, абе чекај, ова ми е мојата душа се радува во Господа, мојата душа го слави Господ, го велича Господа и мојот дух се зарадува во Бога. Во суштина е славење. Не кажува нешто сосема различно во тие две изјави. Ама вика, го повторува тоа што неа и е важно. И кога во писмото читаме дека некој вели мојата душа го слави Господа, мојата или се радувам во Господа или моето битие го велича Господа, или мојот дух, како и да е, секој пат тоа означува дека оној кој што ги кажува тие зборови го слави Бог од внатрешноста. Го слави Бог длабоко од себе. Не е ова само јас дојдов да му пеам на Бог. Не, од натрешноста произлегува. И тоа е начинот на кој што Бог очекува и бара и сака да му пристапуваме. Марија не рече, моите устни го величат Господа. Што, ако душата не ти го велича Господа, џабе е се. Ако душата не ти се радува во Господа, ние може да дојдеме во црква и добре доаѓањето во црква, не 5 песни, 500 песни може да испееме. Џабе. Бог очекува, сеќавате во Евангелието според Јован, Господ Исус Христос кажува една многу важна работа во однос на начинот на кој што треба да му пристапуваме на Бог. Во Евангелието според Јован, 4 глава, 24 стих, Господ Исус вели, Бог е дух. Сеќавате? И оние кои што му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух и во вистина. Кога зборува за поклонување во дух, зборува за поклонување од тука. Или што би рекле народчево, од срце, да го слави Бога. Ако срцето не е вклучено, џабе се вклучени и дигање на раце, некој пат може и солзите да бидат вклучени, џабе е се. Бог бара такво славење. И во реакцијата на Марија, во оваа радост, во ова величање на Господа, во суштина ние гледаме каква треба да биде нашата реакција додека го исчекуваме Божик. Радост. Вистина е дека ние никогаш нема да можеме да го искусиме Христос на начин на кој што Марија го направила тоа. Буквално Божиот син лежел во незината утрова. Никој нема да може да се приближи на тоа искуство. Ама секој кој е во Христос, Библијата вели дека го има Бога во себе. Не физички, како што Марија го имаше Христос во себе, ама сепак го има во своето срце, го има во себе, го има во своето битие. И кога размислуваме за Божик, најсоодветната реакција е ова. Мојата душа го велича Господа и мојот дух се зарадува во Бога. И потоа Марија дава неколку добри причини зошто го слави Бога. Не е само мојата душа го велича Бога, толку. После има зашто ја погледна смиреноста. Зашто? Тука вика силниот ми направи големи дела и така натаму. Кога Библијата не повикува да го славиме Бога, не вика славете го бидејќи само така ви кажавме, туку секој пат ни дава причини.
поради неговата големина, поради неговата љубов, поради неговата милост, поради мирот кој што ни го дава некој пат кога сме во некоја ситуација, поради утехата која што ни ја дава и така натаму. Ама забележете дека Марија го слави Бога овдека, се радува во него, а во ниту еден стих не ни пишува дека имаше инструменти, некој позади да ја дојде со гитара и да ја свири гитара додека она пее. Или некој да седне на некој друг инструмент за ајде да ја дадеме музичка придружба на Марија. Не. Бидејќи славењето никогаш не треба да го ограничуваме и да го ограничуваме на присуство на инструменти. Ние доаѓаме на богослужба во недела и имаме инструменти бидејќи сакаме да го збогатиме тоа славење. Ама не значи тоа дека ако дома си сама и ако се зарадуваш во Господ, дека не можеш да го славиш Бога. Дека ќе речеш, двај чекам да дојде недела да ми засвири некој па јас да почнам да го славам Бога. Не, Марија немаше никаква музичка придружба. Ама сепак се радуваше во Бог. Славењето може и треба да се одвива во било кој контекст. Независно тоа дали имаме музика, независно дали имаме инструмент до нас, дали ни е YouTube пуштен во позадина, во било кој контекст. Од доаѓање во црква, кај што некој пат имаме инструменти, некој пат можеби нема никој да свири, па се до дома додека можеби мијам садови и ќе се зарадувам во Господа за некоја негова добрина. Тоа е славење, кое што не е ограничено од ништо друго, освен од мојата благодарност и мојот став во срцето кон Бог. И стих 47 и 49 започнуваат со зборот зашто. И тоа е многу јасно дека кога веќе Марија зборува за славењето на Бога, веќе ова се однесува на причините. Зошто го прави тоа? И тука набројува неколку лични причини и неколку причини кои што се однесуваат на целото човештво. Првично е вика зашто ја погледа смиреноста на слугинката своја. И еве од сега ќе ме нарекуваат блажена сите поколенија. Ќе ме нарекуваат блажена сите поколенија. На ниту една жена во историјата на човештвото не е била дадена таа привилегија како на Марија. И самата таа вели дека ќе ја нарекуваат блажена, и другите околу неа или савете и вели дека ќе ја нарекуваат блажена. Проблемот кој што денеска во некој цркви се појавува е тоа што толку многу ја издигнуваат Марија, што веќе води за жал кон идолопоклонство. За жал. Проблемот во некои други цркви пак е што толку малце ја спомнуваат, што буквално ставаат на рамништо на било која друга жена во историјата на човештвото, што според мене не е добар став. Бидејќи за ниту една друга Бог не ги кажал овие работи кои што ги кажува за неа. Верувам дека е добро да направиме еден баланс, да покажеме пример што значи да си има здрава почит кон неа, без при тоа да ја ставаме на некој начин како конкуренција на самиот Бог. Не е конкуренција. Он вели, јас сум, што вика, слугинка. На кого? На Господарот, на Бога. И не можеш ти слугата и Господарот да ги ставиш на исто рамниште. Тоа е реалноста која што ја гледаме овдека. И Марија вели, Господ ја погледна смиреноста на слугинката своја. Погледна дека станува збор за побожна девојка, побожна жена која што навистина му служела и претходно и ја одбрал за таа мисија, за Божиот син да се отелотвори преку неа. И ако нешто покрај другото не учи Адвент, овој период на исчекување, овие настани кои се случуваат пред Божик, е тоа дека Бог не го гледа секој еден од нас. И Бог многу добро знае секој еден од нас што има во себе. Марија вели, Бог ја погледна смиреноста моја. Погледна во незиното срце и виде смиреност. Ова не е напишано директно, но јас ќе си ја земам слободата да го кажам. Бог ја погледна и болката во срцето на Елисавета. Бидејќи Елисавета со години му служеше на Бога и немаше дете. Адвент, покрај другото, не учи дека Бог гледа што има во твоето срце. И тоа е за некои луѓе застрашувачка реалност, за некои луѓе може да биде утешувачка реалност. Застрашувачка за оние кои што имаат грев во своето срце, ама ако денес имаш болка во своето срце, како што може би Елисавета имаше, може и поради други причини,
Знај дека Бог ја гледа болката во твоето срце и не ја гледа од перспектива на тамо е што да правам сега. Туку сака да биде активно вклучен во исцелението на таа болка која што се наоѓа во твоето срце. Стих 49 и стих 50. Зашто силниот ми направи големи дела и свето е неговото име. И милоста негова е од колено на колено за оние што се бојат од него. Тука набројува 3 Божји особини. Силниот го нарекува, свето е неговото име и милоста негова е од колено на колено за оние што се бојат од него. Сила, светост и милост. Тргне да немаше Бог било која од овие 3 особини, немаше да го сакате да го имате во својот живот искрено. Ако не е силен, ако не е семоќен, тогаш каков Бог е? Ако не е свет, тогаш каков Бог е? Ако не е милостив, тогаш е тиранин. Овие 3 особини се доволни за да го објасниме Евангелието. Силниот Бог, светиот Бог, одлучи да ни покаже милост и да го прати својот син на овој свет за наше спасение. И секој еден од нас во одредена смисла може да се поистовети со оваа песна на Марија. Иако првично не ни е дадена за да речеме ова е моја песна. Ова е извештај за тоа што се случило. Но, секој еден од нас може да се поистовети бидејќи Божик во суштина е тоа дека силниот, оној на кој му е свето името, ни покажа милост. Го прати неговиот син, Исус Христос на овој свет, и секој кој верува во него, во неговата смрт, во неговото воскресение, Светото писмо вели, има вечен живот и спасение. Тоа е суштината на Евангелието. Божјата сила, Божјата светост и Божјата милост, кои што ни се покажани во Христос. И токму поради тоа Марија се радува. И ова ни кажува што треба да биде суштината и што треба да биде главниот фокус наш за време на Божик. Да се радуваме на Господовите дела. Да се радуваме на тоа што Бог го направи за нас. Сетете се на проповета што имавме пред 2-3 недели во однос на празниците и Библијата. Што вели Библијата за празниците? Кога Библијата зборува за празници, иако не ги спомнува овие празници што ние денеска ги славиме, Библијата јасно кажува дека за време на празниците нашиот фокус треба да бидат Господовите дела. Тоа што Бог го направил, не тоа што луѓето го направиле, туку она што Бог го има направено. И за разлика од овој свет кој што за жал Божи го сваќа како време за одење по кафани, по прослави, за украсување и за побогати трпези, христијанинот ја има таа слобода ако сака да отиде во кафана и во ресторан да се види со пријателите и да се украси и да даде пакетчење било што. Ама христијанинот знае дека главната радост е во Господа. Главната радост е во тоа што Бог го прати неговиот син на овој свет. И сите други работи може да ми дадат некоја мала радост, да ми дадат некој привремено задоволство, ама мојата главна радост е Христос се отелотвори. Христос се роди. Тоа е најдобрата изјава која што човек може да ја каже за време на Божик. Не е ајде да одиме ваму, ајде да купиме тоа и така натаму, туку Христос се роди, на вистина се роди. Ама ако ја внимававте додека читавме оваа песна на Марија, увидовте дека иако она зборува за спасение, за благослови и така натаму, покрај другото зборува и за суд. Вика и милоста негова од колено на колено за оние што се бојат од него. Вика тој покажа сила со раката своја, ги распрсна оние што се возгордеа со мислите во срцата своји, ги симна од силните од престоли и ги воздигна понижените. Гладните ги исполни со добра и богатите ги отпушти празни. Не е само Христос се отелотвори, топ вести за сите. Не баш. Има луѓе што се возгордеани. Има луѓе кои што велат не ми интересира мене тоа што Христос се отелотворил. Не ми е важно. И Марија на некој начин како да вели, знаете што? Да, самото негово доаѓање е радосна вест, бидејќи нуди можност за спасение на сите, ама не нуди спасение на сите. Не нуди спасение на сите. Нуди спасение на оние кои што ќе го прифатат.
На оние кои што велат не ми е гајле за него или не ми е толку значаен во мојот живот, Марија вели секој согласно своите одлуки. Со доаѓањето на Христос вели Бог не го прати својот син за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Евангелие според Јован, глава 3. Ама вика, оној што поверува е спасен. Ама оној што не поверува во него е веќе осуден, бидејќи одлучил да не поверува во единствениот, единородниот Божи син. На некој начин неговото доаѓање на овој свет го подели светот на две групи. Спасени и осудени. И секој од нас денес, секој треба да си го постави прашањето: на која група припаѓам јас? На која група припаѓам јас денес? И на крајот од својата песна Марија го слави Бога поради фактот вика што го прифати Израел, стих 54, својот слуга, сеќавајќи се на милоста, како што им зборуваше на татковците наши, на Авраам и на семето негово довека. Во Евангелијата не ни се дадени премногу информации во однос на тоа, во однос на Марија, во однос на Богородица, во однос на нејзиниот карактер, нејзината историја, нејзиното детство, не ги знаеме. Тие имаме некои такви информации, ама тие се дел од устно предание. Ама тоа што можеме да го прочитаме во Евангелијата, особено Евангелие според Лука, сваќаме дека станува збор за личност која што навистина била понизна, му била предадена на Бога и многу добро го познавала писмото. Она што ние денеска го нарекуваме Стар Завет, во тоа време познато како писмо. Кога ќе земете да видите оваа песна на Марија и да споредите со некои старозаветни настани, ќе видите дека во некои моменти она цитира цитира писмо во овие стихови. Не можеш да цитираш нешто што не го знаеш. Очигледно била упатена во писмото. Ќе се сетите на стихот од Јован што го спомнав претходно, кај што вика Исус, Бог е дух и оние кои што му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух и вистина. Ја мислам дека Марија е многу добар пример за тоа што значи сето тоа во пракса. Не само што дојде пред Бога и рече мојата душа, мојот дух го велича од Господа, туку цитира делови од писмото и со тоа не само што го слави Бог во дух, туку го слави и во вистина, односно во согласност или во светло на вистината која што Бог ја открил векови предходно. Иако Господ Исус го кажал овој стих 30 на години пред Марија да каже оваа песна, сепак Марија на некој начин како да ја отелотворува таа мудрост и вика еве го какво е славењето. Кога доаѓаш кај Бог, доаѓаш со срце и кога доаѓаш кај Бог, доаѓаш во контекст и во светло на тоа што тој го напишал тука. Опасноста, ако доаѓаме кај Бог само со срце, леле многу сакам да го славам Бога, ама не во контекст на ова, е дека ти ќе имаш некое своји долче во срцето, некоја своја замисла за Бог и ти не го славиш реално гледано Бог. Од друга страна, опасноста ако ти речеш да јас имам вистина, ама не доаѓаш со срце пред Бог, ти имаш сува вера. Сува вера која што можеби ќе кажеме не те ни менува воопшто. Да јас многу знам, ама длабоко духот тоа не ми го менува. Ако не ми го менува, што ќе ми е? Само имам поголема одговорност, бидејќи кој повеќе знае, повеќе ќе се бара од него. Да се вратиме на песната на Марија. Таа зборува за тоа како Бог го прифати Израел и го спомнува Аврам и нивните татковците на евреите. И ќе се сетите дека Бог на Аврам му рече дека го благословува него и неговото потомство и дека преку неговото потомство сите народи на земјата ќе бидат благословени. Тоа беше ветување. И тоа ветување се однесуваше на Господ Исус Христос. Дека преку неговото доаѓање на сите народи на земјата ќе им биде понудено спасението. Со неговото отлотворување, тоа ветување кое што Бог му го даде на Аврам, всушност се исполнува. И кога Марија вели
се сети на милоста, тоа не значи дека Бог заборавил. Што требаше да правам? Да бидам милостив. Не, туку се сети на ветувањата кои што ги даде и ги исполни. И Марија всушност вели, Бог се стои на својот збор. Кога Бог ќе вети нешто, тоа е да и амин. Може би нема да се исполни во наше време, може би нема да се исполни на начин на кој што ние го очекуваме. Ама кога Бог ќе вети нешто, тоа негово ветување е да и амин. И доаѓањето на Господ Исус Христос е многу добар доказ за тоа. Од Едемската градина, низ целиот Стар Завет, читаме за некој што ќе дојде и ќе се справи со злото. И еве го, доаѓа и затоа ние го славиме Божик. Бог ќе го одржи, ќе го исполни тоа што го ветил. И тоа се однесува на било што го читаме во Светото Писмо. Бог ќе го исполни тоа што го ветил. Тоа се однесуваше, тоа се исполни со првото доаѓање на Христос. Бог ветил дека Христос повторно ќе се врати. И можеме да бидеме сигурни дека ќе се случи тоа. Ама има и многу други ветувања кои што можеме да се ги земеме онака, не се само колективно за сите, туку за нас лично. Бог ти ветил мир. И Бог ќе ти го даде тој мир. Ако го бараш со вера. Бог ти ветил утеха и ќе ти ја даде. Бог ти ветил дека ќе ти даде сила да простиш и ќе ти ја даде. Било кое ветување што го пишува овдека, ако го земе со вера, ако го прифати со вера, можеш да бидеш сигурен, можеш да бидеш сигурна дека Бог во негово време и на негов начин ќе го исполни тоа што го кажал. Тоа е она што Марија го вели. Бог го исполни тоа што го кажа. И оваа песна е кратка, ама јасна теолошка лекција за мене, искрено. Која ја погледнав, си ова е многу добра лекција за тоа каков е Бог. За тоа кој е Бог. И во неја имаме многу важни вистини за тоа кој е Бог, како Бог действува. И првично ни е дадена како извештај за нешто што се случило, а исто така и како поттик. Ја нека ни биде ова поттик за со овој дух, ако може така да кажам, да му пристапиме на Божик за 2 дена. И на овој период не мора да чекаме 2 дена за да се радуваме, ама да му пристапиме на Бог со радост, во дух и во вистина. И уште една работа. Како што Марија го носеше Христос во себе, тоа што го спомнав претходно, буквално, физички, во тело, Божиот Син, така секој кој е во Христос, го има Христос во себе. Во посланието до Колосјаните, 1 глава, 27 стих, апостолот Павле пишува Христос, кој е надежта на славата во нас. Ако веруваш во Него, тоа е во тебе. Ама е едно прашање. Како што Елисавета можеше да го препознае Христос во Марија, можат ли другите да го препознаат Христос во нас? Можат ли другите? И ова е само прашање за размислување. Секој ќе си го одговори за себе. Можат ли другите да го препознаат Христос во мене? Преку моите дела, преку моите зборови.